Стратегија за оризопроизводство е документот што го подготвува Министерството, а во него се содржани решенијата за проблемите кои ги засегаат оризопроизводителите веќе со години наред, изјави министерот за земјоделие Цветан Трипуновски во гостување на ТВ Стар. Ние како министерство спремаме еден документ кој што ќе се нарекува стратегија во делот на оризопроизводството, бидејќи ни е важно како држава да го одржиме заради регионот, заради квалитетот на овој бренд. Знаете, го введовме како стратешка култура прва година со сите проблеми кои што се соочивме да го обезбедиме за потребите на, да речеме, државата. За начинот и условите под кои ќе се врши откуп на оризовата арпа, Трипуновски посочи. Еден сегмент кој што исто така треба да се дореди е тоа во делот кој, како и на кој начин треба да врши откуп на оризовата арпа. Изминативе месеци воочени се многу неправилности кај дел од компаниите, најголем дел нив се санкционирани согласно постоечките законски прописи, меѓутоа и тука треба да има доуредување на процесот за да нема манипулација од страна на компаниите. Не велам и таму дека се сите исти, меѓутоа имаме сериозни отстапувања на кои што како држава сериозно реагираме. За првиот човек на македонското земјоделство неопходни се јасни критериуми што ќе утврдат кој се може да врши откуп на оризовата арпа. Затоа велиме ќе има редефинирање на процесот кој може, под кои услови, со каква опрема треба да се откупува, затоа што на тој начин ќе елиминираме злоупотреби и недовербата кај земјоделците кои што во моментов можам да кажеме оправдана, резултира да имаме пореметување во делот на пласманот на овој нова земјоделска култура. Така да во наредниот период посебно ќе има енергија од страна на Министерството и на владата во делот на утврдување на принципите на работа во делот на оризопроизводството, затоа што нема да дозволиме да има манипулација во секторот, да ни опања продукцијата, да има незадоволство кај земјоделците кои што знаат многу професионално и многу посветено да произведуваат оваа земјоделска култура. Лани оризот во Кочанско беше застапен на над 4000 хектари. Од него екзистенција ја обезбедуваат околу 3000 семејства.